Дарио го сними новиот сингл Молитва, снимено е и видеото. Ово утро е гостин во Македонија на утро и ќе го промовираме неговото најново остварување. Дарио, добро утро. Добро утро, поздрав за тебе, поздрав за екипа и за сите ранобудници што не гледаат на МТВ. Велиме неговото, не вашето, затоа што ве чувствуваме, те чувствуваме како свој. Работа, да. Дарио, еден од најреномираните македонски музичари и со нетрпение го очекуваме секое твое остварување, па што носи во себе? Има тежок наслов оваа песна, што носи во себе? Да, Молитва е новата песна која излезе пред само неколку дена, ја промовиравме. Инаку, што се однесува до тешкиот наслов, не е молитва како молитва во црква, за оние што уште не ја слушнале, туку е молитва љубовна, молитва за љубов. Една приказна за двајца луѓе, што е уште поинтересно, една вистинска приказна од овие наши пошироки простори. Приказна за човек кој ја губи својата детска љубов како многу мал. Значи уште потежок збор. Да, уште потежок кога е љубовен и буквално половина живот останува сам, ја чека својата љубов, не знаејќи дали ќе се појави. Зборуваме за период без интернет и без камери и така натаму, нели? Ја чека, иако сите го упорно му зборуваат да заборави, да продолжи понатаму, и верувале или не, навистина се случува дека таа доаѓа и после половина живот чекање ја дочекува и остануваат заедно до крајот на животот. И тоа е една ретка работа, во денешно време па раритет и воопшто не се ни случува. И мислам дека на таква приказна беше редно да се направи, да се обликува во аудио, па и во видео форма. Да, стандардна екипа, проверена, Кристијан Габровски и Дарио Јанковиќ, кои што се работува со тебе. Да, музиката и текстот се мој, по обичај. Аранжманот е на Кристијан Габровски и овој пат решивме и да направиме едно убаво видео. Морам да кажам дека во денешно време кај нашиве естрадни уметници е најголем проблем да се реализира видео. Песната и некако ќе ја снимиш можеби, но видеото е малку поголем проблем. И јас морам да кажам најискрено, благодарение на Државна лотарија на Македонија се случи овој спот видео и им благодарам за тоа, затоа што поддржуваат македонска музика и македонска песна. Апсолутно, да. И за тоа ги почитувам. Инаку видеото, што се однесува до видеото едноставно го прати текстот, ја прати приказната љубовна на овие двајца луѓе. И сите оние што ќе ја видат ќе им стане јасно, многу сликовито и пластично се опишува таа возвратена љубов после многу децении. Инаку што се однесува до самата екипа, Дарио Јанковиќ со Генерал Студио е реализаторот на видеото, а во самиот спот имам мои многу добри пријатели, односно женската главна улога ја толкува нашата позната, можам да кажам, јавна личност и професорка Тања Алексич, која и ТВ лице воедно, и благодарам за тие моменти што не ги подари во спотот. А машката главна улога ја игра еден мој многу добар пријател, еден авантурист и хедонист како што е Маријан Бранко, и мислам дека тие двајца ја донесоа онаа хемија што би требало да се донесе. Од кал да е Бранко да е, иако е презимето, а не е името, нели? Да. Дарио, твоите песни остануваат. Планираш ли да останат кога ја создаваш песната? Може ли некој автор да испланира некое дело и да каже да, ова ќе биде хит? Не може никога што ти може да планираш да биде тоа, но обично се случува Марфијев закон, да планираш да биде тоа грандиозно дело кое ќе остане во наредни 50 години, а да помине така неприметено. А се случува пообратно, кога наједноставно и најлесно ќе направиш песна и ќе ја пуштиш, самата си плови и си го наоѓа патот помеѓу слушателите и останува како талог доле. Тоа е чудна работа. Јас се трудам секогаш да направам песна со рефрен кој ќе допре и со текст кој ќе допре до широка маса на луѓе. Не е за одредена фокусна група. Во поголемиот дел случаите до сега сум успевал и успевам, фала Богу, а за понатаму ќе видиме, ќе се потрудам така да биде и понатаму. Останува твојот подпис, песните се секако различни, меѓутоа се чувствува подписот на Дарио. Да, тука си во право, многу луѓе тоа ми го кажуваат. Јас имам, да кажеме, најразличен опус на песни.
Значи, јас имам еден репертуар кој имам и латино, и диско, и фанк, и балади, и етно, народњачки и такви песни, но луѓето викаат дека каков и да е стилот, тотално различен, диаметрално спротивен, без да знаат, секако некако веднаш препознаваат дека тоа е моја песна. Веројатно има некој нешто тајна состојка некоја која не јас не ја знам, која ја ставам во секоја песна. Инаку многу е битно луѓето да знаат, многу малку знаат дека 99% од песните се мои, авторски. Обично луѓето не знаат како пејачи, не знаат кој е кант автор, кој не е. И драго ми е што, ете, и со тоа можам да се пофалам. Косоока е тоа? Да, Косоока е исто така, текстот е мој. Да, од моето време, од моето детство, тоа е една песна со која што Косоока е онаа песна која е, како што кажа пред малку, останата од 90-91 и тоа има неверојатна енергија на секој мој настап кога се пее Косоока. Настапите доаѓаат нови песни, доаѓаат дела, се собираат, ги има во прилично голем број. На настапите провладуваат новите песни или се обидуваш да направиш микс во зависност од реакцијата на публиката? Знаеш како, најпаметно за еден изведувач е на своите концерти да ги изведува најпознатите песни, најголемите хитови. Кога јас правам концерти, не правам концерт квантитативно, да пеам 2,5 или 3 часа, туку правам квалитативно. Подобро нека биде 2 часа, но концентрирано хит до хит. Значи, јас секогаш преферирам да пеам најпознати песни. Буквално кога ќе дојдеш на концерт, да ја знаеш од првата до последната сите песни да ти се познати. И најдобро е, претежно се пеат оние познати стари хитови, но секогаш е убаво да малку зачин се стави со 2-3 нови песни, но не премногу, додека не ги научат. Кога ќе ја научат молитва, да кажеме, до година, веднаш ја уфрламе во репертоарот. Да очекуваме нов концерт кога? Па јас сум малку бавен и тежок на концерти, затоа што ги сваќам тие работи многу озбилно и многу педантно, многу перфекционистички, доколку немам услови комплетни какви што сакам, не правам концерт, но мислам дека оваа година направивме едно заокружување на 40 години кариера во Македонска филхармонија, направивме тие 2 концерти. Беше преубаво. За понатаму во Скопје не знам, веројатно низ Македонија нешто ќе се направи во наредниот период. Доаѓа нова година, после нова година ќе има и нова песна, така да ќе бидам активен и ќе работам на случајот, што би се рекло. 40 години кариера, концерти, јавни настапи, 2 часа на сцената, не е лесно да се стори. И тоа не било какви 2 часа. Да се многу интензивни. Како електрони на топло, така некако ќе кажеме на жешко, Како одржуваш кондиција? Па кондицијата не е проблем, затоа што јас сакам здрав живот, сакам природа и буквално сум нон-стоп во движење. Дали сум на водно, дали сум на кейс, зборуваме секојдневно, дали пешачам или возам точак, значи многу ретко сум статичен. И тоа е тоа, значи не одам во теретани, не вежбам, не знам што да правам специјално. Не превртуваш тркало од трактор. Да, тоа никако. Гуми, пардон. Да. Но сум нон-стоп во движење и внимавам на исхрана, многу движење и нормална исхрана. И нема тука некоја филозофија голема, нема некакви диети, некакви страшни филозофии. Едноставно треба да се сакаш себе си и своето тело и телото ти го враќа тебе тоа. Дали низ тие прошетки, дали низ тие излети во природата и контактот со реалноста, со она од каде што ние доаѓаме, луѓето, дали тука ја наоѓаш можеби инспирацијата, дали тогаш доаѓаат мислите за делата? Па како не, кога ќе потрошиш 2-3 сата, 4-5 во природа, во планина или во шума или било каде, секако дека ќе ти налета некоја мисла, која можеби после 2 години ќе ти дојде како идеја за спот, но останува негде во подсвест. Или во контакт со луѓе, со пријатели, со познаници, слушаш секакви разговори, од нивните разговори излегле многу песни и многу приказни. Значи црпиш и од нас, од луѓето, можеби ќе исцрпиш нешто и од денеска. Може, не се знае, никогаш не се знае. Дарио, останува уште една тема која што е, да речеме, не е болна, меѓутоа е многу суптилна, а тоа е македонската музика, тоа се македонските музичари. Не е баш за вас или како што ние гледаме однадвор, плодна почвата во моментов
Што се случува со македонската музика? Па да, тоа е убаво кажа суптилна тема и за да не да должиме многу темата и да нема потреба. Во секој случај ќе кажам дека изминативе години на македонската сцена, па и секаде во македонската култура, па и во спорт, и во култура и било каде не цветаат рози, што би се рекло. Во споредба со оние 80-90 години која беше македонската поп музика на врвот, но има неколку луѓе од мојата генерација кои цврсто ја држат сцената во своји раце, има многу млади сили кои се трудат и кои работат. Убаво е да има што повеќе, како што кажат и пред малку, општествено одговорни компании да помагаат видеоспотови, песни нови, за да можат младиве луѓе да слушаат македонска музика, да слушаат македонска песна и македонски јазик, и да им биде тоа нормално, а да не трчаат по околните естрадни уметници. Јас се надевам дека со сето ова што полека се случува, се надам дека мора да отидеме нагоре. Мислам дека во однос на пред 3-4-5 години, дека е нешто подобро, доста подобро, и би бил многу среќен кога би се движеле секоја наредна година помалку, само по едно скалило погоре и погоре да одиме. Јас ке се потрудам да дадам свој допринос, а се надам и колегите мои. Придонесот на ветераните во музиката, ќе кажеме, без навредан, или е очигледен и е доминантен. Младите се соочуваат, јас имам керкичка 13 години, 14 година, се соочуваат со наплив на дела, во наводници ќе кажеме, и од регионот, меѓутоа и од светски рамки. Некако беше поинаку порано кога растевме ние. Да, растевме и со англиска музика, и со српско-хрватска, меѓутоа македонската музика ни беше на исто ниво. Да, но не растевте со турбофолк. Не, да, тоа е напливот, нели? Голем придонес за тоа има македонската телевизија, која што беше радиотелевизија, која што беше единствен медиум тогаш и ја ширеше македонската култура преку македонската музика. Сега на оваа констатација прашањето е дали современите македонски автори имаат во себе квалитет, дали заслужуваат да им се даде шанса? Како не? Секој има свој квалитет до одредена граница и на одредено поле. Секој треба да добие шанса, оној кој има доволно квалитет и доволно харизма и доволно енергија ќе исплива горе и ќе остане. Оној кој нема, едноставно може да се изгуби со текот на времето, но во целиот тој квантитет мора да остане еден квалитет кој ќе продолжи понатаму и кој ќе ги повлекува младите луѓе да слушаат македонска музика. Затоа се многу сте битни вие како медиуми, значи телевизијата, радиото се многу битни за тоа, а целата таа непотребна музика од страна што не би требало да доаѓа, за жал дојде со интернетот, со социјалните мрежи и така натаму, се е достапно и на крајот на краиштата секој човек бира што сака да слуша. Не можеш да го натераш да слуша нешто што не сака. Оној што сака да слуша класична музика, нормално ќе си ја слуша. Оној што сака да слуша шунт, ќе слуша. И тука не може никој ништо да направи, но можеме да влијаеме со добра песна, со добар текст, да го погоди човекот и да каже, чекај, може и малку вакви песни да слушнам. Наша задача, како јавен медиум и ваша како јавни личности, е да го дадеме најдоброто од себе. Апсолутно. Да се обидеме, да го истакнеме она што сметаме дека е најквалитетно, па со Господ напред, кој како сака и кој што ќе прифати, тоа ќе слуша. Апсолутно се слагам. Јас сум некако емотивно поврзан со ваша куќа, со Македонската радиотелевизија со децении, така да ќе ми биде многу драго да и понатаму соработуваме и да вие упорно влијаете и форсирате на развојот на македонската музика, и поп, и народна, и класична, и секаква друга. Еден од тие обиди ова денешно гостување на Дарио во Македонија Натро. Благодариме за минутите издвоени. Ти благодарам за денеска, да, а продолжуваме со промоцијата на македонската музика, го видовме на сегменти додека разговаравме, спотот за песната Молитва, сега ќе го видиме и комплетно. Проследете го до крај, всушност крајот е главниот дел од видео содржината. Беше вчера, а многу време мина, колку ли вода протекла. Под мостот кај што бевме, среќни и така млади, каде што збор си дадовме. Но еден
preka mora, na dalek pat da odiš negde preku sedu morinja i ne znaješ da li ke se vratiš pak. Molitva se koja nog šepotam za nas molitva se ušte ja sveruvam ke zastaneš pak na moj otprak ko nekogaš. Molitva se koja nog šepotam za nas molitva se ušte te čekam jaz da zastaneš pak na moj otprak ko nekogaš. Na seda stavam, na tebe da zaboravam. A ja sam samo jedna romantična budala što nema da gi posluša i večno ke se nadeva. Molitva se koja nog šepotam za nas molitva se ušte ja sveruvam ke zastaneš pak na moj otprak ko nekogaš. Molitva se koja nog šepotam za nas molitva se ušte te čekam jaz da zastaneš pak na moj otprak ko nekogaš. Molitva i ova nog šepotam za nas molitva vrata mi se otvora a ti stojiš pak na moj otprak ko nekogaš.